Спаси ја Господи мајката на Свети Фанури и помогни ми на мене грешниот. Со оваа молитва, стотици верници денес се собраа во православните храмови за да побараат помош од светителот. Тој го прослави Бога и Бог го прослави него и еве денеска го славиме неговиот спомен, неговиот култ, а пак посакуваме да се моли пред престолот Божи за сите луѓе, посебно за младите, да ги заштитува и пази од разни искушенија и пороци. Адетот налага молитвата за овој ден да се засили со погача, направена во чест на светителот. Посна се праве сега од тие петок. Погача за здравје, среќа. Фанури пострадал многу млад, а денот посветен за негов спомен се поклопува со стартот на учебната година, па многу млади и ученици го зеле за свој заштитник. Денеска е празникот на децата, на учениците. Сакам да се помолам за петки за се. Сите деца одат на црква за да си помагаат училиште и да имат успешна година. Кој бил и кога живеел овој светител не се знае. Во 1500 година им се јавил на некој на островот Родост и таму покажал чуда и исцеленија. Таму е пронајдена и една негова стара икона. На неа Фанури е изобразен како млад војник, кој што во десната рака држи крст, а во левата запалена свеќа. Постои предание дека неговата мајка била голема и непоправлива грешничка, поради што тој повеќе му се молел на Бога за неа, отколку за себе. При неговото убиство, додека незнабожците го трупале со камења, светителот се молел: заради овие мои маки, помогни им Господе на сите што ќе се помолат за спасението на мојата грешна мајка.